Добар ден, драги и добри наши пријатели на Вкусот на традицијата. Еден голем поздрав од етно селото Златно Буре Кучково, каде што ние со екипата на Вкусот на традицијата сме денеска овде само за вас, за да го подготвиме новиот рецепт на денот. Прекрасна пролет во Скопје. Значи, толку е се разеленето, расцветани, прекрасни цвеќиња и насмеани и ведри ликови токму тука во Златно Буре Кучково. За денешната емисија ќе ви подготвиме една пролетна крем салата. Ова е нешто што е моја омилена салата. Значи, не е ниту од мајка ми, ниту од баба ми, ова си е чисто моја салата. По некој мој импровизација, на што ја правам до душе одамна, ја правам можеби уште пред 10 години и можам да кажам на мојот син Баже дека е омилена оваа салата. И така, дури да ви кажам, може да ви биде и оброк со подпечено лепче, сладко да се најадете. За оваа салата вас ќе ви бидат потребни 300 до 350 грама бело пилешко месо предходно сварено, 3 моркови обарени заедно. Кога ќе го варите месото, ги варите и морковчињата. Не мора да се one идеално сварени, туку може да се половично сварени, затоа што во оваа салата се ќе рендаме. Една свежа краставица цела оди на оваа доза за месо и за морков. 350 до 400 грама кисела павлака. 50 грама подпечен сусам. Една супена лажица сенф, малку ситно сечкан магданос или малку свеж копар ако имате. Ставете го копарот, тоа ќе му даде посебно интересен вкус на оваа салата. Сол, бибер, малку ким, еден прстов од ким и малку маслиново масло. Значи, за ова ќе ви биде потребно ренде, затоа што ќе се ренда и пилешкото месо и 1 сат во кој што салатата ќе измешаме, а потоа ќе си ја декорираме на свој сопствен начин. Сега го земам пилешкото месо. Значи, како што е сварено, да биде извадено од водата и изладено. И почнувам со рендање. Тоа што нема да може на крајот да се изренда, со едно ноженце ќе насечкате. Затоа што не може се идеално да се наренда, нели? Леле, колку е вкусна оваа салата. Уф! Значи, што може да се ренда, ќе се ренда, што не, сечкаме. Оти тоа треба да биде како конци. Еве ова не можам повеќе, го тргам настрана. И ова ќе го насечкам. Сега веќе го ставам во садот, каде што се ќе мешам заедно. Додека го варите стекот, не заборавајте да ставите сол, да не биде она блюткаво, да не биде, туку нека си има сол во месото.
Ево ова ќе го насечкам. Така. Сега го ставам и ова месо тука. Другото, како што ви реков, ќе го сечкам. Сега го ставам тука. И вака малку со рацете ќе потфатите, секако е тоа толку многу добро сварено. Можете во оваа салата да ставите доколку имате кикирики, но печени, не пржени. Едно 50 грама. Одлично одговара со целата оваа комбинација и кикирики. Но и сусамот е доволен. Ете така. И ова е готово. Можам вака да направам со ушката. Еве тука. Сега почнувам со рендање на морковот. На почетокот ќе ви се чини дека е малку павлаката, но не. Затоа што кога ќе ја нарендаме краставицата и кога ќе ставиме сол, таа ќе пушти вода. Многу вода ќе пушти. Овие се многу големи моркови, мислам дека само 2 ќе нарендам. Оти ако го нарендам и третиот ќе биде само на морков ќе гледа салатата. Еве вториот. Затоа ви велам дека не треба многу да се сварени, затоа што нема да можете да ги изрендате. Пак да си има цврстина, да не се она меки како памук. Ова можам да го нарендам, да го насечкам. Овој морков што ми остана ќе го ставам во некоја чорба, супа, може и во салата ќе го ставам. Да, во марула, зелка. Ајде така. Сега ќе излупам краставицата, претходно е добро измиена. Така.
Сега и неа ќе ја нарендам. Посебно убав вкус и свежина на оваа салата ја дава свежата краставичка. А зимно време кога ја правам и ставам краставички од тегла. Малку е поинаков вкусот, но оригиналниот вкус за мене е само свежата краставичка. Еве тоа што ви кажувам, значи таа ќе си пушти вода. Сега ќе го насечкам копарот, претходно добро измиен. Како мириса копаров. Доволно е ова. Ова ќе го оставам за нешто друго да го искористам. Да бидам штедлива. Така. Сега ќе го ставам сусамот, 50 грама, претходно подпечен. Сенф. Ќе ставам павлаката. Малку сол. Малку бибер. Ова е одлична комбинација на вкусови. Малку ким. Откако ќе отстои 1 час салатата, значи веќе кимот ќе поприми водата од краставицата, од павлаката се, да не мислите дека ќе биде така, дека ќе остане така тврд, и неколку супени лажички маслиново масло. Сега треба сето ова добро да го измешам, да се спојат сите состојки и да видам, да пробам дали е доволно за сол, дали треба уште некој зачин да му додадам. И на крај, кога ќе биде готова, ја оставаме 1 час да отстои во ладилник. Мене ми е најдобро вака кога ќе мешам со 2 супени лажици. Ете така. Сега веќе можам само со една. Значи мора да отстои пред сервирање. Многу е важно за да се спојат сите вкусови. На препечено лепче да ја ставите оваа салата, да не можете да ја си изнајадете. И ќе ја декорирате после во чинијата по ваша желба. Сега да пробам.
Ох, какви вкусови, леле, какви вкусови. Нешто преубаво, преубаво. Преубаво. Не можам да ви опишам копарот по спојот со сусамот. Семфот што направи исто, чудесија направи. Драги гледачи, еве ни ја готова салатата, крем салата. Значи не секогаш мора да ви биде избор руската салата. Нека биде ова пролетна свежа салата со краставица. Ево, од рецептот на вкусот на традицијата. Сега ќе го аранжираме, во кујна ќе подпечеме малку лепче и ќе седнеме на трапезата. Останете со вкусот на традицијата. Еве, ова е вистинско задоволство. Значи, погледнете ја салатата. Каква е ова убавина. Погледнете го и колоритниот состав. Вкусот е неповторлив. Леле па лепчево што се чади уште. И како ви кажа, токму оваа салата ставете ја малку во ладелник да одстои и на печено лепче. Леле. Каков вкус има. Значи, не ви треба со оваа салата главно јадење, верувајте ми. Ова е толку преубаво да се стави на печено лепче или само така да ја јадете. Можете во комбинација и со пиперче, и со нешто, било што друго, но со крцкаво домашно лепче. Немам зборови да ви кажам колку е убава. Направете го ова и уживајте во овој вкус. Ве поздравувам до следната емисија. И знаете како велат? Жена која што нема внатрешна убавина, ја истакнува надворешната. А маж кој што нема карактер и кој што нема своји ставови, го истакнува богатството. Така викаат. На здравје, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. А јас да ви кажам, не можам да престанам да јадам ова убавина. Од салата. Се гледаме. Останете со нас и утре во истото време на фреквенцијата на Алфа телевизија. На здравје.